civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. На денешниот панел еднаквост, недискриминација и мултикултурализам во Северна Македонија, состојби, предизвици и перспективи. Наши денешни гости се Еран Куртиш, директорот на Агенцијата за остварување на правата на заедниците, Мерсиха Смаилович, активистка, Ашмет Елезовски, директор на Националниот ромски центар и Джелјо Хоџич од Агенцијата за остварување на правата на заедниците. Денеска ќе се обидеме да отвориме неколку теми во однос на состојбите и трендовите во Северна Македонија во поглед на заштитата од дискриминацијата кај заедниците, со кои предизвици се соочуваат институциите, заедниците, медиумите, општеството во целост, кои се перспективите на нашето општество во поглед на промоцијата на европските вредности и негувањето на еднаквоста и мултикултурализмот, бидејќи ние живееме во мултикултурно општество, како и заштитата од дискриминација, говор на омраза и стереотипизација во нашата земја. Денеска ќе се обидеме да дадеме неколку одговори или да отвориме неколку теми или прашања во однос на овие точки, а секако дека можете и да отворите и нешто што вас ве засега лично или како институција. Јас би почнала со господинот Еран Куртиш, директорот на Агенцијата за односи со заедниците, за справување со правата. Вие сте релативно нов на функција сега. Мислам дека некаде неколку месеци сте на оваа функција. Како ја најдовте институцијата и што всушност прави оваа институција, оваа агенција? Добар ден за сите. Првин да ви се заблагодарам на поканата. Ми е особена чест што можам да присуствувам во вакви настани, особено кога се зборуваат за проблемите на помалобројните заедници. Да, јас релативно сум нов директор во агенцијата, поточно кажано 5 месеци. И наследив една агенција од моите претходници со отворени врати, кои што имат огромна соработка со невладините организации, со други институции во врска со најбитните 5 гранки од нашето општество, односно со образованието, културата, правечната застапеност во јавната администрација, употреба на јазици, символи, медиуми на јазиците на заедниците. Поточно кажано, околу тоа можеме да кажеме дека сите креирани политики во врска со помалобројните заедници од владата, од државата, сме контактирани од сите институции. Поточно кажано, со донесувањето или во тек што се донесува новиот закон за образование, за дигитализацијата, кај што имавме некои спорни моменти, му дадовме некои препораки на Министерството, кои што мислиме дека ќе биде многу подобро за заедниците. Исто така имаме одлична соработка со Министерството за култура и Управата за култура, што е при Министерство за политички системи и односи меѓу заедниците. Во врска со правичната застапеност во јавната администрација, ние во последните 2-3 години гледаме дека има добро подобрување во тие сфери. Поточно кажано, можеме, ако сакаме, и со новите објавени бројки од Министерство за информатичко општество и администрација да ви презентирам накратко. Ние, како што знаете, ги представуваме заедниците кои што се споменати во преамбулата на Република Северна Македонија, и тие се турци, роми, срби, бошнаци, власи и, за жал, што стојат уште околу 20 други заедници кои не се споменати, стојат како други во преамбулата. И со тоа, до крајот на 2020 година, турци во јавната администрација се вработени
2437, односно 2,18%. Роми имаме 1578, односно 1,41%. Срби имаме 1295, односно 1,16%. Бошнаци имаме 567, односно 0,57%. И Власи имаме 551, односно 0,49%. А ние релативно гледаме дека бројките се подобруваат секоја година на подобро. Но за жал, според рамкомниот договор, треба уште многу да работаме на овој случај и секојдневно ги следиме ситуациите во ова болна тема на заедниците. Бидејќи, како што и вас ви е познато, во денешницава имаме балансер за вработување. И тоа на нас, како припадници на помалобројни заедници, и јас тоа можам да го кажам со задоволство, припаѓам на турската заедница, ни представува еден проблем за вработување, но со тек на време мислам дека ќе се најде решение да се надмени и таа пречка. А како ги правите, по кој систем ги направивте, еве на пример тие препораки до Министерството за образование и наука во смисла на новите реформи, дигитализација и тоа. Преска спомнавте дека имате препораки во образованието што да. Како ги правите препораките? Како ги прибирате и според што ги правите? Ние мислењата можеме да ги прибирате. пратиме. Да. Нашите мислења од терен што ги набавуваме. Да. Почесто ги посетуваме ние руралните средини кај што живеат повеќе од помалобројните заедници и ги следиме нивните ситуации, какви им се можностите и така натаму. Имавме еден европски проект кој што ни помина многу добро. И со тој проект ние успеавме да ги посетиме околу 70% од школите во руралните средини и имаме една представа која што мислам дека многу добро би било да се отиде на место да се истражува работа. На терен. Да, на терен. Мерсиха. Вие сте и хуманитарка, и активистка, и правничка, и многу нешта содржувате. Како вие се справувате или како од ваша гледна точка како гледате на односите меѓу заедниците? Дали се подобрени, дали има соработка меѓу нив или се е тоа на некое институционално ниво, површинско, што би се рекло, нели, обично така оди, или се веќе почнато е да се враќа на нормала како и порано што беше? Благодарам за прашањето, благодарам на Цивил што чисто ја допираме оваа тема за еднаквост и недискриминација и секогаш внимателно ги бира гостите, каде што секој од наша перспектива и позиција може да каже дека не живееме во држава или во свет каде што се е идеално и нема место за подобрување. Така да драго ми што тука се присутни директорот и заменик директорот од Агенцијата за остварување на правата на заедниците, со кои што имаме интензивна соработка во последните 3 години. Во однос на самиот директор спомна дека е припадник на помалку бројна заедница и јас како припадничка на бошначката заедница си имам една своја перспектива. Но сепак како активистка за човекови права сакам да гледам пошироката слика каде што живееме и да зборуваме во името на сите други граѓани кои што немаат своји представници тука. Она што прашувате како била состојбата сега полека, значи ние веќе година и пол живееме во една состојба на пандемија, каде што многу неприлики излегоа на површина и многу проблематики излегоа, но она што јас сакам да го извлечам од оваа состојба и она што е вашиот панел е еднаквоста. Во состојбава на пандемија сите бевме еднакви. Сите бевме дома затворени, сите ги имавме истите стравови, сите имавме недостапност до заштита вакцини, сите имавме недостапност до некои основни потреби и неможности. Така да јас сакам на таа состојба да гледам нешто позитивно да извлечам, не вирусот, туку позитивна како прилика од сето тоа, а тоа е дека мислам дека како заедница
еднаквоста ја истакнавме како примат, посебно и моментот со хуманитарната поддршка, каде што бројни организации, бројни луѓе донира за секое едно семејство да не почувствува било каква последица од економската криза која предизвика пандемијата. Но ако видиме како се состојбата се случува и бројките кои што ги спомна директорот, всушност кажано во една заедничка или крајна реченица е дека никој не е доволно застапен. Во процентите сите сме застапени дури половина, некој дури повеќе, помалку од половина како ромската заедница. Тоа е најкласичен пример. И државата треба да направи напори за афирмативни мерки, за вклучување на многобројните заедници во државните институции. Зошто барам од државните институции? Јас сум приватен сектор од кој го се финансира буџетот на Република Северна Македонија, кој што треба да биде сервис и слика на општеството во кое што живееме. И ако мојот народ не е доволно застапен, тоа значи дека државата нема еднаков третман кон сите заедници и мора да даде напори, да најде начин помеѓу афирмативни мерки за вклучување и да ги исклучи дискриминаторните практики, како што е балансерот. Значи, во моментот имаме една алатка која што кажува кој смее да вработи. И вчера беше објавен оглас во секретаријатот за европски прашања. И сега, нели, вие ако сте магистар по евроинтеграција, сакате својата држава да влезе во Европската унија, имате доволно знање, вие не можете да аплицирате на околу 6 или 7 работни позиции, бидејќи се наменети за македонци, албанци и турци. Значи, другите заедници се исклучени, а сите заедно сме адекватно образувани и можеме. Значи, ние не бараме необразуваност, ние бараме образуваност и тоа го имаме. Значи, бараме вклучување. И состојбата можам да кажам дека не можам да кажам дали се влошува или се подобрува, едноставно не се менува. И тоа е што можеби што повеќе ви пречи да за балансерот зборуваме 8 години, 9 години, балансерот не се менува. Таа практика на дискриминација продолжува. Велат немаме друго решение. Реално тоа успеа и да се вработат помалку бројните заедници, но тоа испадна и алатка за манипулација. Луѓето ги менуваат своите етнички заедници за да влезат. Че државата толерира недискриминација и манипулација за да една етничка заедница биде вклучена во државниот апарат. И тоа дефинитивно е нешто што мора да се смени. Джилјо, ќе се надоврземе на твојот колега малку повеќе околу застапеноста. Еве, убаво, Мерсика ја начна таа тема и малку за балансерот. Колку е тоа позитивен или колку воопшто не функционира како што треба фактички. Бидејќи е статус кво, како што кажа Мерсика. Дозволете прво ја да ви се заблагодарам на поканата. Ми представува голема чест да бидам дел од овој панел со одлични соговорници и одлична модераторка. Агенцијата за створување на права на заедниците веќе неколку пати годишно, посебно и до Министерството за информатичко општество, базирано врз нашите партиципативни форуми, кои се врста на диалог помеѓу сите институции и критичкиот невладин сектор, издаде неколку препораки врзани да се промени состојбата со балансерот. Јас би се сложил дека нашата држава има потреба од политики на позитивна дискриминација, но позитивната дискриминација не смее да прерасне во она што се вели, што се нарекува чиста дискриминација. Правото на правична и соодветна застапеност произлегува нели од рамковниот договор и тоа начело е многу важно за нашето општество, затоа што ние 70 години никако да дојдеме до тој момент и јас тоа никако не би го потценил. Мислам дека е еден од клучните кохезивни елементи во нашето општество. Но балансерот како алатка за жал е една несрекна алатка која повеќе дискриминира отколку што помага. Јас сум сведок дека бројките се поправаат во позитивна смисла, но секако дека тоа иде премногу споро и секако дека балансерот денеска онаков каков што е, повеќе создава негативна приказна отколку што помага да се дојде до правичната застапеност. Значи треба да се најде начин во кој освен и прави да се дојде на еден среден рок, тоа не може преку ноќ. За жал пропуштивме многу години претходно, да се дојде до тој момент да нашата јавна администрација биде и правично и соодветно застапена. Секако ние имавме еден одговор дека Министерството за информатичко општество, тогаш министер беше господинот Дамјан Манчевски, ја усвои таа препорака
но некако заглави во изнаоѓање на нов момент во тој дел. Ова е околу балансерот, стојам на располагање дополнително, сме да кажем. Благодарам, Джина, ќе се вратиме пак. Господине Ашмет Елезовски, вие доаѓате од националниот центар, Ромскиот национален центар. Малку околу тоа како кај вас стојат работите со недискриминација, со еднаквост, што правите всушност вие? Што покривате? Пред се ви благодарам. Често задоволство ми е да бидам во овој круг на колеги, а пред се и со вашето познавање, со почет код вас и со почет код цивили до невозможниот Џабир Делал, ја така би го кажат. Значи, кој секогаш наоѓа теми кои се реалност. Значи, сето она што денес го зборуваме е реалност, е болка, е душа, е право, ама од друга страна е инструмент кој треба луѓето да бидат информирани, а луѓето кои по професија се војсутинице ги сметаме за професионалци, но меѓутоа изгледа дека далеко се од професионализација. Биќе балансерот во овој момент, што го каже и колешката, тој воопшто не е видлив. Тој е невидлив. Биќе балансерот кога е невидлив, не можеме да збориме за вреднување на европски стандард. Ние ги слушам изјавите на нашите представници, значи да не спомнувам имиња, биќе попред да сум тако, но меѓутоа во оваа бранша, значи на полето на дискриминацијата, ја би кажал дека ние имаме разни форми на дискриминација. Дискриминацијата постоела и ќе постои во секој и развиено и неразвиено општество. Но меѓутоа она убаво што го слушнам податоците што ги спомна господинот од агенција, како и да е. Мислам, со податоци, но меѓутоа, ако гледате, тоа се податоци, ако направиме една анализа, тоа се податоци кои секоја година тука се. 1, 2, подоле, погоре. Значи, зборам за последните 10 години. 1 горе, доле, мислам 2. Или, а има една друга работа, што е или народот веќе му е преку се, а убаво спомна дека пандемијата донесе еден поинаков поглед, мислам, кон животот, веќе не можеме да планираме нешто за подолги стази, за трчање кон подолги стази. Или што викаат англичаните step by step. Пандемијата направи дека, да кажеме, денеска сме добри, утре ќе видиме како ќе биде. Значи, сакам да кажам дека пандемијата не научи и мислам дека животот денеска е нешто сосема секојдневен, сосема поинаков наназад од неколку години. Значи не можеме да планираме на подолги стази да трчаме, не можеме да планираме нешто многу, но меѓутоа многу празни ветувања слушаме секојдневно. Од најобичниот па до, можам да кажам, и повисоките инстанции на професори или спротивставување, или поточно кажано, ние имаме надпревар помеѓу така наречени интелектуалци од високи позиции, ќе го земам примерот со пандемијата, кои толку идат до спротивставени согледувања само за да се докаже кој е поголем стручњак од некого, а никој не гледа како всушност да ја смалиме бројката, да помогнеме луѓето да бидат поздрави, да бидат побезбедни и така натаму, туку гледаме кој како подобро да се продаде на берзата како стручњак за одредени области од спречување на пандемијата. Тоа и се докажа. Тоа е и во светот. Например, еве јас за мене од она најосновно со мојата совест решив да ја примам кинеската вакцина. Зошто? Бидејќи со огледа од она што го знам, од она што го прочитав, од она што го учев, дека таа има повеќе работи кои се со некои природни состојки хемиски и даваат некоја
попозитивна волја за мене. Но меѓутоа, балансерот и ситуацијата која имаме во државата, по прашањето за ромите, ние сме во комплетна изолација. Зошто велам изолација или отсутност? Од причина што некој успеал, значи, во законодавниот дом политичките фактори да ги немаме. Успеа некои млади луѓе кои знаат how are you? I'm fine. I'm with high level education, etc. Зборам. И така да имаме позиции кои се советнички, кои не значат за мене некоја вредност, не даваат вредност, бидејќи додека немаме позиција во државата каде тој има право, има буџет, може да реагира ургентно, да стопира. И на крај само би сакал како е увод да кажам дека во последната година Национален ромски центар како застапник, како еден од покринувачите за права на сите граѓани и како властени од Министерството за правда да даваме бесплатна правна помош со подршка на многу донатори, а пред се драго ми е што Сојузна Република Германија ова го поддржува и јас ја имав таа можност да бидам во Бундестагот, да се видам со многу луѓе, но ако зборуваме за вредности, не само во Бундестагот и ова, не, тоа е, знаете што, треба да сватиме, тоа е разлика како Фичо за време на екс-Југославија и Мерцедес. Значи, темата е на место. Вредноста на темата за дискутирање има толкова вредност што луѓето кои не слушаат или не пренесуваат и ке не слушаат, треба да направат една голема инфекција. Не инфекција да се разболат од пандемијата, туку инфекција како да се врати човечноста. Ние ја немаме човечноста веќе. Изгубена е човечноста. И нормално да е присутна дискриминацијата, расизмот или поточно кај нас, кај ромите се нарекува антициганизам, за кој сите го негираат, бидејќи имаме случаи каде имавме 6-7 пати полициска бруталност, степање и еве ќе покажам еден документ. Ова е документ за така да речените фантоми, што ги регистрира и го прологира, но ова е обична хартија. Сега луѓето треба да чекаат 5 години за да добијат матичен број, а со овој документ они не можат у банка да отворат жиросметка. И сега зборуваме. Извинете, тоа се луѓе без документација или? Да, луѓето со документација добиле, пише овде идентификациона исправа. Ама со овој документ банките не им даваат да отворат жиросметка. Значи овој документ е еден вид на обична хартија, значи немаат право да гласаат. А родени се во Македонија, немаат право да бараат работување. Тогаш што решивме ние? Дури ме боли што одредени наши представници, у тоа време имавме министер без ресор, лично тој вика подобро нешто отколку ништо. А јас велам, за ромите кога ќе се донесе нешто, тоа е за стан. За другите не е за стан, туку се менува ако треба 5 минути до 12. И последно што сакам да ви кажам, кога кажавме за вработување, ова да покренам малку ова, да ви кажам искрено, јас сум сведок на пресконференција или на одбележување на актуелната влада, ценам некои луѓе кои се навистина вредни, некој го спомна господинот за Манчевски. Сега за жал некои луѓе се тргнуваат од различни причини, некој вака, некој онака, сега има некој промени, но меѓутоа еве ќе ви кажам наискрено. Убаво кажа Сика. Конкурсот е отворен за роми, но после тоа излегува дека се премени луѓе кои напишале дека се роми. Јас имам документ, значи официјален документ, каде луѓето не се роми, примени се, директорот на таа служба официјално изјавува, вика, јас и не ги знам луѓето што се примени. Како се примени? Сега да не навлегувам натре во понатамошните дискусии, меѓутоа мислам дека ако мислам, верувам на цивил, верувам на
на тимот кој е солиден, ако продолжа со овој ритам, можеби ќе направиме биќе помина, колку помина, пред 2 дена ли беше на јубилеот на оној познат марш, кога вчера ли, завчера ли, како беше сега, биќе веќе не го памтиме, кога сите дадовме подршка и се надевавме дека без оглед на мој колорит, без оглед на моје ниво на едукација, без оглед на искуство, дека моите деца, моите внуци ќе имаат можност подеднакво тука со пријателите да работиме. Или и на крај ќе завршам, тука е еден колега, тука и драго ми е што е тука мој драг пријател кој довчерица беше енџел артист. Дојде председателот, требаше пред да се се собравме сите, разговаравме, но мислам, отогаш помина многу време, се видовме со председателот и јас му го постави прашањето што тогаш тој го вети. Меѓутоа вика, јас ме сега сум председател, тоа што го вети беше пред кампања. Ама не може тоа така. Човекот за да биде човек и човечноста, треба да тоа што сте го ветиле, да го исполните. Овој народ треба да верува на зборовите. И сега ние сме во еден хаотичен процес, надевајќи дека ќе имаме инклузивен процес, позитивен. Не. Во моментот имаме блокади од Донаму, Грција не притискаше, завршивме со Грција, сега Бугарија си игра, а да ви кажам право, Бугарија во однос на ромите, Бугарија, Романија, Словакија, знаете која разлика е нашата позиција на ромите во однос во нивните држави? Тоа е катастрофа. Мислам, сакам да кажам. А тие влезеле во Европската унија. И Европската унија често не вика нас, бијќи јас сум и представник во највисокиот така наречен инструмент за ромите во Европа, седище во Страсбург, бијќи има партнерство. И викаат, да седиме проблемот со романските роми, бидејќи окупација направија ни цела Европа и како нивното мигрирање да го решиме. Извини, ама вие ги примивте во Европска унија. Сега, истото прашање си го поставам сами на себе. Викаат, ние у Македонија, да, ама ние не учествувавме у ништо. Значи, само две страни учествуваат. Во целокупниот процес на диалог за влез во Европската унија, во Македонија само две страни дискутираат и не можат да решат. Јас нема да дозволам. Во моје име, во име на моето семејство, некој да ми ја креира, ако треба у Тунгузија ќе замина, или ако треба, подобре ме мароканец дека дојде на позиција министер, ама знам дека искрено ќе ми ги оствари правата мои и на идните генерации. Ова е само како вертира за почеток. Значи, ние сме за револуција со интелектуалност. Не сме, ова да ви го кажам како ром. Значи, никогаш не сме биле и нема да бидеме да посегнеме со оружје. А од друга страна, имам толку пријатели кои стекнав сега, бијќи Кумано е тако простор, што поминува различни нации, нели, од различните европски, афрички земји, така да поразговараме. Ме помагаме, али меѓутоа луѓето бегаат од мака. Бобите кога паѓаат или оружјето кога пуца, тој не бира дали си машко или женско. Ви благодарам. Јас би се осврнала сега на дискриминацијата. Ја велиме секој заштита од дискриминација. Меѓутоа, како можеме ние да препознаеме дискриминација во нашите редови? Значи, не јас како припадник на одредена етничка заедница дискриминирам припадник на или припадници, ако сум на функција или на некоја позиција, па ми дозволува таа функција да искористам за дискриминација на одредени припадници. Дали има дискриминација внатре во заедниците? Јас мислам дека и тука прво треба да се види проблемот и ова прашање е до сите. Ако имате што да... Како сакате, да. Може. Значи, се спомна пандемијата и таа нова реалност. Мерсика од една страна повлече дека самата пандемија повлекла линија и не вратила сите во некаков истрет. Но јас би сакал да потенцирам како и сите големи кризи, општествени, глобални, секогаш најмногу се осеќа, најмногу
штета прават на оние кои се најмаргинализирани и оние кои се најмногу осетливи на било какви промени. Од една страна општеството успеа кај нас да одговори со солидарни политики, но од друга страна факт е дека и самата пандемија успеа да ги дополнително да ги направи оние разлики на дискриминација, посебно на оние кои се најранливите. И таа дискриминација не секогаш е етничка. Многу често е родова. Многу често ги погодува најсиромашните. Многу често е оние луѓе кои имаат некаков инвалидитет и така натаму. Значи, и постојат разни врсти на дискриминација и внатре во самите етнички кампуси, така да и од таа димензија треба да се гледа дека за жал останува тука многу работа на тие поли. Мерси, како сакате? Да. Кога го спомнуваме, често се спомна зборот идентитет и секој од нас има неколку елементи кои што го сочинуваат во идентитет. Сите од нас, ако на почетокот ти кажавме на која заедница припаѓаме, нашите борби се и внатре во нашата заедница, во нашата заедница каде што сакаме истата да просперира, како што кажавме, сакаме интелектуално да одиме напред. Она што е вредно за оваа дискусија денеска е да кажем дека конечно се формира комисија за спречување и заштита од дискриминација, собранието ја формира, моментално број 6 члена, истота и повторно има оглас за уштетен. И самата комисија која што треба биде врвот на спречување на заштита од дискриминација не ги исполнува сите сегменти. Имаме само една жена моментално, другите се мажи и ги немаме вклучено сите заедници. Значи комисија која треба биде врвот на што значи да вклученост, во суштина у старт има одредени проблеми. Но во однос на мојата заедница, оно што ние го гледаме дека за жал во Македонија креирањето на политиките доаѓа од политичките партии. Вклучувањето во политичкиот живот или во државните структури доаѓа од самите партии. Вклучувањето на жената бошњакиня во политичките партии никако. Значи, ние немаме на некоја водечка позиција на политичките партии жена и да има жена, таа не е допуштено да истакне и кога беа предизборните кампањи кои бошњачките партии кои водеа во своји кампањи, тоа беше само присуство на мажи кои идат и ги представуваат политиките на бошњачката заедница, кога што дошла да слушаат само мажи представуваат. Значи, вклучувањето на жените тие воопшто немаат ни прилика, нити се повикани. А климата во која функционира таа политичка партија воопшто не е демократична и инклузивна, каде што составоците се одвиваат во вечерните часови, во кафани или на некакви места, каде што вие воопшто не се чувствувате ни комотно да допринесете нешто. Така да зборуваме за мојата заедница и она што таа го прави е во случајот дискриминацијата јасна врз жените. Тука и образованието со кој што се соочува како проблематика бошњачката заедница. Имаме голем број кои имаме правото да учиме на босански јазик, имаме училишта кои имаат босански јазик, но се случува да бошњаците не го сакаат да го искористат тоа право да го учат на свој мајчин јазик, кој што е многу сличен со македонскиот и нема да влијае во вашето понатамошен развој. Но во однос на сите овие прашања кои што ги развивме тука, јас мислам дека најголем антибиотик е заедништвото. Да заедно настапиме и заедно да се бориме. Значи, ако јас говорам дека секој треба да има право на вакцина и да се пријави, лицата без државјанство не можат ни да се пријават на сајтот на вакцинација.мк, бидејќи треба да внесеш матичен број и да избереш во кој пункт сакаш да се вакцинираш. Тие немаат ни адреса, нити имаат матични броеви. И тоа често го спомнувам како проблем. И мислам дека кога би зборувале во името на сите заедници, на сите маргинализирани групи, на секоја дискриминација, бидејќи дискриминацијата е слабост на еден државен орган, и сега можеби со факти, со докази дека ромската заедница е најдискриминирана. И ако ние молчиме на тоа, утре тој државен апарат ќе ги дискриминира сите други заедници кои што се помалку рандливи или во тој момент. Бегалците, мигрантите, бошњаците, турците, значи сметам дека антибиотикот за борбата со дискриминацијата е да реагираме на секоја неправда и подеднакво да реагираме на секоја дискриминација, а секако дека во своите заедници го имаме најдобриот пристап, бидејќи доаѓаме сме од таа заедница и можеме најреално да им кажеме дека тоа што вие го кажавте е класична форма на дискриминација и помалку се
егото боли кога директно од својата заедница. И мислам дека сите ние имаме врската со својата заедница пред се, но потоа е да се бориме со сите форми на дискриминација. Да се побара изворниот облик на дискриминација внатре во својата заедница, па потоа да се побара, бидејќи ние сме секогаш склони кон другите да ги окривуваме и така. Вас ќе ви се обратам сега не како директор на агенцијата, туку како припадник на турската заедница. Како е кај вас по ова прашање? Или ако сакате некој друго да отворите? Први треба да почнеме од дома, фактички, од самите нас. Ние како институција прв пат од формирањето на агенцијата од 2008 или со почеток од 2010 година со буквално кажано со работа на агенцијата, прв пат поделивме државни пари за поддршка на невладини организации на заедниците. И со задоволство можам да кажам дека многу успешно ја протеравме работата со нашите професионалци кои се вработени во агенцијата за остварување на правата на заедниците. И тука можам да кажам дека буквално од сите заедници имавме представници кои аплицираа, имавме околу 40 апликации, поддржавме околу 15 проекти и буквално ме радува вистината што сите аплицираа од сите заедници кажано и гледавме односно комисијата разгледуваше кои се најдобри и во тие 15 најдобри проекти се најдоа сите заедници. И тука ние како институција мислам дека не ги дискриминиравме ни една заедница. Сега можностите реално беа мали. Сумите беа мали, али за почеток од оформување на агенцијата прв пат да се доделат државни пари, тоа е според мене еден голем напредок на агенцијата. Кога ќе дојдеме во турската, односно во мојата заедница, не можеме да кажеме дека работите се чисти, кристално јасни и така натаму. Мораме вистината да ја гледаме и да работиме на таа тема, да се подобрат работите. Поточно кажано, во најголем проблем ние како турска заедница имаме во правичната застапеност во јавната администрација. Со балансерот имаме случаеви како и останатите заедници, како и ромите, како и божнаците, но со тек на време би требало да се најде решение и со напори работиме на тој случај да се отстрани. Ви благодарам. Како се снаоѓате со застапеноста не како се снаоѓате, туку како ја гледате застапеноста на заедниците во медиумите? Дали сте доволно, дали се заедниците доволно застапени, бидејќи ние гледаме, например, има приватни телевизии кои што се моноетнички, значи на еден јазик, или има пар телевизии кои што ги третираат двата јазици на двете поголеми етнички заедници, освен во државниот сервис каде што има посебни редакции, тука мултикултурата не се гледа, всушност се гледа кај секого посебно, кај секоја етничка заедница посебно, а меѓутоа не се гледа како една целина. Во една телевизија да има застапеност од сите. Или евентуално има по еден презентер кој што е, да кажеме, од друга етничка припадност, меѓутоа како да е асимилиран и така нешто. Кој сака нека, или ако сака да сите кој може. За жал, заедниците можат да следат на нивните јазици само на јавниот сервис на Македонска радио телевизија и тоа ги има и на турски јазик, и на ромски, и на влашки, и на
На бошњачки. На бошњачки. Босански. Или босански јазик. Босански, извин. И на босански јазик, но ние со Джелио имавме на средба со директорот на Македонска радио и телевизија и ги следиме работите кои што им не достасуваат на редакциите на заедниците, како што се камери или па кола ќе треба за некоја рурална средина, некоја емисија да се снима, кола ќе треба да се обезбеди. Овие проблеми ги имаат редакциите на заедниците, што треба да ги информираат фактички од јавниот сервис луѓето пред 10 дена. Значи јас не можам да знам сега пред 10 дена што ќе има после 10 дена некој настан кој ќе го организира цивил. Сега кај ќе. Затоа треба да се ресурсите се ограничени. Да. Сега ако сакат нешто Мислам се. Добро, имавме доста конструктивна средба со директорот во тој дел. Највеќе што фали во тие редакции е кадар. И јавниот сервис бара да им се обезбеди, они имаат обезбедено средства, да им се дозволат вработување, затоа што не може да биде редакција на ромски јазик со еден вработен. Во тој дел, значи, кадарот е најпроблематичен и е еден апел да конечно се направат напори од сите чинители во општеството да јавниот сервис добие квалитетен кадар во делот на вработување во сите редакции на заедниците. Но според вашето прашање, јас би сакал да кажам еден од друг агол една потреба. Ако го исклучите јавниот сервис со сите предизвици кои ги има во работата, ние навистина останатите медиуми не можеме да кажеме дека ја задоволуваат дека го задоволуваат тој мултиетнички елемент, односно програмите на јазиците на двете најмногобројни заедници се некако програми кои се креираат сами за себе. Треба да медиумскиот простор бара предизвик да креирате програма и да во нејзе едните учат за другите. И ако се прави емисија за, да кажеме, одредена етничка заедница, не е потребата, да речеме, бошњачката заедница да гледа само емисии за бошњачката заедница, туку напротив, таа емисија треба да ја видат сите останати. И обратно, бошњачката заедница треба да види емисии со квалитетно продуцирани и да научи нешто од културата на другите. Со други зборови, мултикултурноста не е застапена во јавниот сервис. Сега, тука и предизвикот дека Република Северна Македонија е мал пазар медиумски и дека медиумите, посебно приватните, они се во трка за гледаност и во трка за дел од медиумскиот колач. Тука некогаш многу често се заборава тој дел. Вториот момент е и во информативните емисии од информативен карактер. Секогаш кога се известува за одредени прашања, гледаме дека многу често има сериозни грешки кога се известува за помалу бројните заедници во тој дел. Едноставно, трката за брзи вести, трката за да се isproducira брза вест, многу често и новинарите и медиумот ги доведува во една незгодна ситуација без да го разберат етничкиот контекст, општествениот контекст, локалниот контекст на одредена заедница без разлика дали е етничка, локална и така натаму. И тоа се едни предизвици за кои сметам дека ќе дојде време многу брзо да дебатираме кога ќе се нормализира состојбата со пандемијата, затоа што ние имаме среќа дека Македонија во суштина е мултикултурно општество и дека многу од луѓето од тоа што како деца додека сме растале сме го дознале, па и овој недостаток во медиумите
него ни осеќаме толку, но луѓето кои професионално се бават со мониторинзи и со програмите медиумски, посебно на приватните телевизии, ќе видите дека имаат стварно сериозен проблем. Имаме неколку обиди за телевизии приватни кои продуцираат програма и на албански и на македонски. Се надевам дека ќе се појават и електронски и мејнстрим медиуми кои ќе продуцираат програми на помалобројните заедници. Ќе се сложивме дека е така или сите некако и веќе сме сосема на крајот. Јас би сакала од сите вас по едно многу кратко. Ако дозволите, ја би сакал само да се надоврзам. Само внимавајте дека сме при крајот веќе. Ќе бидам прецизен. Што се деси ќе дадам еден мој видео, што се деси од колешката околу комисијата за дискриминација. Јас бев тој што дадов поддршка. Да ви кажам искрено, дури реагира. Комисијата за дискриминација, тоа за мене е нелегитимност, бидејќи не може тука со фамилиарни работи, луѓе кои воопшто не работеле, без оглед дали се роми, албанци или не знам како, да ги поставите да се на таа позиција, а воопшто не ни знаат што е дискриминација на терен, зборам, или не ја чувствувале дискриминацијата, така да оваа комисија што е за дискриминација, мислам дека бидејќи законот што ние го баравме цело време, требаше многу поинеко да биде, меѓутоа тоа е една. Втората работа што се спомна, мултикултуризмот, тоа е богатство. Богатство за мене беше, која беше екс-Југославија. Јас сум од Кумано. Орта Буна, тоа е на турски збор, и тоа живее помеѓу турци, албанци, срби, хрвати. Тоа беше Југославија Кумано. И мултикултуризмот, за среќа, да ви кажам, во Кумано е се уште зачувано. Имам пријатели турци, власи, имам и, мислам, бошњаци. Само немаш Југословени ништо. Нема Југословени, да, пардон. Сега, меѓутоа, кога зборуваме за мултикултуризам, треба да сватиме дека, сега одма да се префрлам на медиумот, треба да сватиме дека да се бавите со медиум, бидејќи јас имав таа можност да учам нешто од Џабер, бе помлад и работев во медиумите и во јавниот сервис. Медиумот е скап спорт. Но меѓутоа денеска не можете да кажете за медиумот дека е скап спорт. Туку медиумот е интерес. Интерес на одредена групација која всушност сака да дојде до целта, до можта. Зборам, бидејќи медиумите во Македонија се поделени како што се партиите поделени, така да немаме некој комплетно независен медиум, но меѓутоа благодарение на одредени новинари кои се уште си го имаат своето ја, некогаш имаме можност да кажеме нешто. Или еве пример еден ќе кажам, една емисија кога често води и да ви кажам како не им се досадува, се едни истите луѓе се тука и само се они експерти. Почекајме, почите некогаш и обични луѓе, зошто, например, зашто ова е богатство. Ова денеска што Цивил го направи е вистинско богатство, бидејќи ова ни едно од националните приватни и други не дозволила и другите да си го кажат. Обичниот граѓанин збора. Јас сум обичен граѓанин, но јас го имам правото според уставот. Не може некој така наречен од оздола да му напишете аналитичар. Кој му е дал сертификатот дека тој е аналитичар. Отеднаш сите постанале аналитичари. И сега, она што го поставивте како заклучно, еве јас ќе почнам од мене. Имаше една изрека од мојот покоен татко, која до ден денеска ја чувам и велам. Сакај го ближниот свој. Бичи Господ, така кажат, еден е Господ, иако го поведа муслиман, но тако сум, ги почитувам сите. И ЛГБТ, и другите вери. За мене не представува бариера препрека. Има можност да го прошетам светот, да научам, ама една работа не ми е јасна. Зошто се изгуби идентитетот на многу луѓе? Зборам и за ромската. Зашто и кај ромите некако по сила некој го проширил вирусот и има самите меѓу себе
контрапродуктивни, меѓу да имаат заеднички настапи и усогласување, има, значи постои дискриминацијата и она што го каравме се изгуби идентитетот и мултикултуризм. Али најважната работа, сакам сепак да ја кажам, и тоа е пораката дека кога сте во Германија, ако го добиете германскиот пасош, вие сте германци. А во Македонија, сакам со тоа да завршам, ако се добие сега државјанство на брзина и ако се спореди овие фантоми, тогаш зашто се работи? Се работи за комплетно некоректни процеси, некоректни одлуки, тука нема човечност. А цивил го прави сосема спротивното, бидејќи ние започнавме во тоа време, можеби така наречениот Онкл Сорос го вика, но меѓутоа да ви караме денеска полна 30 години, ќе има еден документален филм, а од друга страна се сакам искрено да кажам. Не гледате кој сум јас, дали ми е колорот вака, мојата сопруга, ова како шлагна се тоа, и вие дадете ваши мислења. Влегуваме вториот ден во рамствар. Јас и мојата сопруга. Мојата сопруга е комплетно побела од вас. Синот е бел на мајката, черката втора е на мене, црна, третата е на мајката. Влегуваме, купуваме во рамствар, касерката со мене зборува на англиски. И јас си враќам на англиски. И сега сватете до моментот, сакам да кажам, кај сме стигнали. Значи, некој не научил да не гледа малку поинаку од она што е реално. Сите сме едни. Крвта е црвена и е добродојдена, но човечноста треба да се прати кај нас. Ви благодарам и наистина ми беше задоволство. Добро, веќе пораките малку доцнеме малку повеќе со завршетокот. Сакав од многу кратки пораки за европските вредности, перспективите, како ги гледате, дали се доволно испромовирани и кои се всушност перспективите, европските перспективи во однос на секој посебно, значи лично или институционално, како што сакате. Веќе господинот Ашмет си ги кажа, малку подолго. Да. Добро, ќе бидам краток. Она што не можеме секогаш да го отвориме на дискусиите, не зборувавме за говорот на омраза, мерсиха и вчера и денеска таргет на еден таков примитивен говор на омраза. Но еве да видам конкретно околу европските перспективи. Јас сум многу загрижен за евроскептицизмот кој расте во Република Северна Македонија. Јас сум од оние кои со години убедуваат дека Македонија нема алтернатива ниту за патот кон Европската унија. Фала Богу го стваривме членството во НАТО. Не сум поборник на филозофија дека ние можеме секогаш сами да си донесеме Европа дома. 30 години сме независна држава и не успеавме доволно брзо да дојдеме до целите и она што сме го зацртали. Нас та европска приказна ни е потребна и искрено да ви кажам, сум сериозно загрижен за тоа што веќе поголем период европската иднина се демонизира во медиумскиот простор, лажните вести си го прават своето, а резултатот од тоа е дека е падната сериозно поддршката за членство во Европска унија, тоест уште мнозинството граѓани се за таму, но процентот е загрижувачки, посебно имајќи во предвид дека тој период на пад за поддршката во членството на Европската унија доаѓа од кога ќе се почнат преговорите и ќе се прават тешки реформи за поставување на едно здраво општество. Ние тоа уште не сме го почнали. Во однос на тоа што го спомнавте пред малку за говорот на омраза и нели конверсиха, но не само конверсиха, туку се случи нешто од нели личност која што
Имено пред кратко време кажуваше дека за европски вредности и такви слични работи. Ние ве уверувам дека го следиме тоа, ние го следиме секаков говор на омраза и се што хибридни закани и се што оди со тоа следиме секојдневно и тоа будно и тоа секако дека ќе биде процесирано. Поддршката не Мерсиха секогаш има нашата поддршка, и не само Мерсиха кога се работи за овие. Меѓутоа многу беше кратко времето, не можевме да влеземе и во тој. Но ќе имаме следни панели што се однесува па и простор за пишување на таа тема за секого од вас кој што ќе посака да и секако и други. Мерсика, ќе имаш нешто? Па да, моите перспективи се всушност европските се нешто што ние го живееме во Македонија и што го чувствуваме. Јас верувам дека и тоа е европска перспектива и наша човечка перспектива и балкански како сме воспитани дека секое човечко суштество се раѓа со своја слободи и еднаквост. И тоа значи дека тој има достоинство и дека има права. Ако јас секогаш го гледам со достоинство, како човечко суштество кое ми е еднакво на мене, кој има слобода, тогаш мислам дека таа европска перспектива која е и наша перспектива, дека ќе направи едно по-хармонично општество кое што ќе ги градиме сите тие моменти. Се што е во спротивно на тоа како говорат на омраз, дискриминацијата, нетолеранцијата, имаме државни органи кои што сериозно треба да се работат својата задача и ние ги повикуваме на одговорност, а ние секако како поединци, како цивилни друштва си ги правиме својата работа. Перспективата е државен апарат да се грижи за секоја форма на нетолеранција. Ви благодарам и јас на поканата. Денеска ние зборуваме за европската перспектива, но најважното е да има диалог околу тоа, мислам, околу државите. Не може со уцени, со закани, со блокади, со и ред други работи да се стигне до успешна работа. Јас се надевам дека ќе имаме диалог со сите страни кои имаат интерес и мислам дека ќе завршиме добра работа и околу тоа како што и во НАТО што успеавме да бидеме штеки. Ви благодарам на учеството на сите, јас се надевам дека ќе се гледаме и на други настани, ќе имаме и други уште поуспешни средби. Благодарам на сите. Благодарам. civilmedia.mk Слободно, независно, отворено.